почитуван градоначалник на општина Росоман, почитувани советници, почитуван градоначалник на општина Градско, почитувани гости од збратимената општина Анина, Република Романија, почитувани представници од бизнис секторот, почитувани представници од МВР Кавадарци, почитувани представници од институциите во општина Росоман, драги сограѓани. Чест и задоволство ни е што со нашиот скромен придонес ќе бидеме дел од прославата на годишнината од основањето на општина Росоман. На почеток да ја проследиме химната во избедба на училишниот хор, а веднаш потоа ќе ја проследиме песната "Време на времето бреме". Širno, da rešime sami za nas, bez ničija pomoći glas, da kažeme ko sme što varame nije. Toplina, podova sonce zasvite. Toplina, podova sonce zasvite. Денес се навршуваат 23 години од основањето на општина Росоман, а за нејзиниот просперитет најодговорни се градоначалникот и советот на општина Росоман. Го повикуваме председателот на советот на општина Росоман, господја Маријонка Печевска, да ја отвори свечената седница на советот на општина Росоман. Повелете. Почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани сограđани.
Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, член 15 од Статутот на општина Росоман и член 58 став 1 од Деловникот за работа на Советот на општина Росоман, ја отварам свечената седница на Советот. За оваа седница немаме дневен ред. Единствен дневен ред ни е излагањето на градоначалникот, кој што во кратки црти ќе ве запознае со работењето на општината. А сега, по повод денот на општината, го повикуваме да се обрати градоначалникот на општина Росоман, господинот Бранко Јанев. А веднаш потоа ќе проследиме видеопрезентација од сработените проекти. Повелете. Почитувани гости, почитуван градоначалник на општина Грацко, господин Роберт Бешовски, почитувани советници, почитувани гости од Република Романија, почитувани представници на сите државни институции, почитувани гости, почитувани другари, пријатели, да сте ми живи и здрави и добре дојдовте. Чувството е големо и задоволство и чест што денес сме сите заедно на ова за нас големо чествување по повод денот на општина Росоман. Општина Росоман постои и функционира 23 години. Единствениот пат до успехот е ако дадете повеќе од тоа што се очекува од вас, без разлика за каква задача станува. Јас ќе зборам за реализирани проекти, решени проблеми, бидејќи вложуваме сите ресурси, максимално ги ангажираме, ние ја градиме нашата општина, која заслужува да биде европска урбана средина со задоволни граѓани. Работиме со голем ентузијазам, мотивираност, честност, енергичност, одговорно посветена со работата која носи подобро секако во соработка со вас, одговарајќи на вашите потреби и барања. Свесни сме дека работите преку ноќ не може да се решат. Апелираме на истреност и трпеливост. Важна е посветеноста, желбата да се помогне и најде решение во рамките на можностите. Помагаме и тогаш кога немаме одредени надлежности, имајќи предвид дека одредени прашања се од општи интерес за општината. Во изминатите 2 години, вложувајќи многу труд да делуваме во вистинска насока, создадовме поволна клима за новите капитални инвестиции кои ќе донесат подобро утре за граѓаните на општината. Значените инфраструктурни проекти во рамките на социјалата, образованието, активностите на јавните предпријатија, инвестирањето во патната инфраструктура и ред други проблеми донесоа нова димензија во секојдневниот живот на луѓето. Поставивме високи стандарди, кои верувам дека ќе ги постигнеме, на чија реализација секојдневно работиме. Работиме тимски и настојуваме општината Росоман да биде отворена општина за сите, кои што со своите идеи и иницијативи можат да го дадат својот придонес. Транспарентноста, отчетноста и работата која носи подобро остануваат да бидат едни од основните постулати врз која што ја темелиме општинската политика. И тука не застануваме. Во периодот што ни следува, ќе продолжиме со поголемо темпо и нова енергија да се фокусираме на главните приоритетни проблеми и интензивно ќе продолжиме во реализација на зацртаните развојни проекти. Како општина, заедно со својот тим, отворени сме за меѓународна соработка, свесни за бенефитите која ги користи и која ги користи нашата општина и граѓаните на општина Росоман. Како градоначалник останувам доследен и посветен на својата должност, да ги следам потребите на граѓаните, на децата, учениците, пензионерите, спортистите и сите останати граѓани и да дадам мој активен придонес во остварувањето на капиталните проекти во соработка со владата на Република Северна Македонија. Организацијата на квалитетен живот нема почеток и крај. Може да има само почеток на една поинаква политичка култура. Сакам да се заблагодарам на моите сограѓани, бидејќи овој концепт што го градиме, никогаш не може да се направи без нивното трпение, зашто времето
е категорија која едноставно мора да измине за да има препознатливост новото. Секогаш вас, граѓаните, ви имаме како партнер во креирањето на стратешките цели, во креирањето на визијата за подобра општина Росман. Успешноста на една општина подразбира континуиран раст и развој. Ние сме токму на овој пат. Во оваа прилика би сакал да изразам и благодарност на општествено одговорните фирми кои се потрудија со свој придонес да дадат значаен ветер во развојот на општините, а тоа се фирмите, компаниите Синсаритас, Градба Промет, Машино Коп, Јого Транспорт, Макаус и ред други компании кои еве во оваа прилика не ги спомнувам, но се надевам дека нема да се навредат, меѓутоа даваат исто така свој придонес во развојот на општината, а секако е тука и господинот Марко Колев, директор на Вардарски плански регион, кој максимално се труди нашите идеи, проекции да ги реализираме односно со нивна помош од Вардарски плански регион, а во тоа еве до сега и максимално и успеваме. Му благодарам и на него. Верувам дека во 2020 година заеднички ќе продолжиме да ја градиме европската перспектива во економска, стабилна и независна општина, со транспарентна и одговорна власт, со среќни и задоволни луѓе. Во оваа прилика би сакал да спомнам и само некои од проектите за воиднина на кои што работиме и кои се надеваме дека, односно за кои што веруваме дека ќе имаат исто така придонес во креирањето на поубав живот за сите граѓани. Тоа се предизвици за наредната година, како еден од нив, еве, можем да го спомнам, уредувањето на централното подрачје во Росуман, некои од поважните улици во Росуман, но се разбира нема да ги заборавиме и оние помалите, но не помалку важни. Очекуваме во мај месец да ја комплетираме реконструкцијата на старото училиште, каде работиме интензивно и наредниот ден на општина Росуман, односно идната година на 17 декември, очекуваме дека овој настан ќе го реализираме во просториите на реконструираното старо училиште. Остануваат и другите населени места, секако дека и нив нема да ги заборавиме. Во Сирково остана уште еден мал дел од улиците нереализирани. Одиме на решавање на еден од поголемите проблеми на една од оштетените улици, ризична, тоа е со еден проект преграден зид. Ќе работиме во Манастирец на санација на влезот, ќе работиме во Трстеник на исто така изградба на уште една улица, во Рибарци на уредување на улицата до црквата, во Дебриште решавање на проблемот со водата, истото тоа решавање, односно проблем во Дебриште решавање на проблемот со водата, во Камендол, кој што е моментално активно градилиште, исто така ќе се потрудиме да ги решиме некои од актуелните проблеми и се разбира ни останува уште најгорното село Мрзен, каде што уште еден сосем мал дел имаме да го решиме. За крај на моето обраќање, на сите сакам да ви го честитам денот на општината. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сме крај на годината, а почнуваат празниците, секој од нас слави некоја од овие наши православни слави. Најпрва е Свети Никола, на сите сакам да ви го честитам и Свети Никола, а бидејќи многу скоро доаѓа и нова година, ви посакувам најпрво да сте живи и здрави. Тоа е пред се, да ви биде среќна нова година и нормално здравје и успех во наредната година. Благодарам. Општина Росуман во 2019 година реализираше повеќе проекти. Направена е реконструкција на старото училиште преку проектот Теравино,
проект во износ од 218.000 евра, ИПА проекти и Општина Росоман. Асфалтирање на улица во село Трстеник во должина од 323 метри во износ од 2.055.000 денари, финансирана од Општина Росоман. Завршена е реконструкција и адаптација на дел од постоечки објект за потребите на јавната општинска установа Детска градинка Праскичка. Проект финансиран од Фондацијата Отворено општество, Министерството за труд и социјална политика и средства од буџетот на Општина Росоман. Завршена е реконструкција и ревитализација на дел од улица Пере Тошев во Росоман и поставување на хоризонтална сигнализација, односно обележување на пешачки премини и бела линија во централниот дел на Росоман, во делот кај училиштето и детската градинка. Проект во износ од 1.576.000 денари, пари од буџетот на Општина Росоман. Општината организираше еколошка акција под името Чувај ја природата, таа ќе ти врати. Учество зедоа граѓани на Општина Росоман, правни лица, јавни предпријатија, државни установи на територија на Општина Росоман. Општината искажува благодарност до учениците од Општинското основно училиште Пере Тошев и волонтерите на Мировен корпус во Росоман. Заеднички се здруживме за поубава и почиста општина. Извршено е порамнување на банкините и проширување на локалниот пат до селото Паликура, со што е зголемена безбедноста на учесниците во сообраќајот. Асфалтирана е улица во село Паликура во должина од 220 метри, во износ од 914.736 денари. Завршен е проектот за рехабилитација на регионалниот пат Росоман-Кавадарци до клучката на спој со магистралниот пат Градско Прилеп. Проектот е финансиран од страна на јавното предпријатие за државни патишта. Реконструкција на дел од доводна линија од место викано Браница до село Сирково. Проектот опфаќа целосна реконструкција и обнова на сите 3 каптажи од сите 3 извори, со сите пропратни елементи на зафатите, изведба на нови армирано-бетонски шахти, собирна и приклучна, со изведба на 2 комори, прелив, испуст, ложница и аерација, минимум заштита и безбедност на зафатите и врска од 3 зафати, со 3 независни водови од полиетиленско црево, во заедничка, така наречена собирна шахта и довод со полиетиленско црево и врска во главниот довод од групата извори Рашовец до резервоарот. Извршена е санација на полски патишта, направени се пристапни патишта до земјоделски површини во селото Паликура, реконструкција и санација на пристапни патишта до земјоделски обработливи површини во Росоман. Проектот е во соработка со Центарот за развој на Вардарски плански регион и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Беа доделени јубилејни признанија на крводарители од Росоман. Признанијата им беа доделени од страна на Општинската организација на Црвен крст, додека Општина Росоман се погрижи крводарителите да добијат скромни подароци. Беше саниран проблемот со таложење на вода која правеше проблеми кај пропустот на патот Манастирец Рибарци под пругата. Санирањето е во соработка со фирмата Градба Промет. Набавен е трактор со додатна опрема, приколка и преден нож за чистење на снег. Проектот е финансиран од страна на Светска банка, проект за подобрување на општинските услуги МСИП. Набавка на специјализирано возило за собирање на смет за потребите на јавното комунално предпријатие Росоман во износ од 46.325 евра. Возилото е набавено со средства од UNDP и буџетот на Општина Росоман. Завршена е техничка документација за изградба на улици на територијата на Општина Росоман во должина од 2500 метри. Проектот е финансиран од страна на Бирото за регионален развој. Целосно е завршена изградбата на патот Манастирец Трстеник во должина од 2891 метар. Со проектот беше опфатено тампонирање и асфалтирање на овој локален пат. Исто така беше извршено и проширување на овој патен правец. Проектот е финансиран од страна на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Општина Росоман. Реализиран е проект за изградба на улици во село Сирково, кој е дел од програмата за изградба и реконструкција на улици на територијата на Општина Росоман. Со овој проект се изградени и поплочени со бехатон 6 улици во Сирково во вкупна должина од 314 метри. Направен е пропуст за вода на надпатникот на патот Росоман-Сирково, на барање на жителите на Сирково. Општина Росоман до изведувачот на експресниот пат Градско Прилеп поднесе барање за изградба на пропуст за вода кој ќе служи за собирање на водата. Изградбата на пропустот за вода е во завршна фаза.
Реализиран е проект за чистење на дивите депонии. Проектот се реализираше со буџетски средства обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање. Целта беше да се исчистат идентификуваните диви депонии што се наоѓаат во општина Росоман, собирање на отпадот и носење на една локација, на постоечката депонија која се користи од страна на јавното комунално предпријатие Росоман. Според планот за чистење во општина Росоман беа опфатени по 2 диви депонии во Росоман и населените места Трстеник и Сирково, по една во селата Дебриште, Манастирец, Паликура, Камендол. Општина Росоман организираше еколошки акции под мотото "Чувај ја природата, таа ќе ти врати". Проектот подобрување на социјалната инклузија преку уредување на централното подрачје во Росоман. Со овој проект за уредување на овој дел од централното подрачје се доби катче за жителите од Росоман, каде што истото представува место за дружење на сите генерации, од најмалите па се до пензионерите. Во склоп на проектот е изградбата на паркинг простор, со што се решава проблемот со паркирање во овој дел на Росоман. Проектот е финансирано од страна на Бирото за регионален развој и кофинансирано од страна на општина Росоман во износ од 1.822.000 денари. Проектот подобрување на животниот стандард преку изградба на водоснабдителен систем во село Манастирец. Проект кој опфаќа дистрибуирање на вода за пиење преку доводен цевковод со должина од 1,6 км и резервоар за вода за пиење со волумен од 60 метри кубни. Со имплементација на овој проект за водоснабдување би се надминал основниот проблем и би се обезбедил основниот ресурс – вода, како предуслов за задоволување на основните потреби на жителите на селото Манастирец. Проектот е финансиран од страна на Бирото за регионален развој и кофинансирано од страна на општина Росоман, а е во износ од 2.130.000 денари. Саниран е проблемот со водоснабдување и во селото Камендол. Доделен е комплетен училишен прибор за учениците од прво оделение, обезбедени 600 канти за комунален отпад за домакинствата, организирани се бројни средби со граѓаните од местните заедници, на кои се разговараше за реализираните проекти, проектите кои се во тек на реализација, но и за проекти кои ќе следат во 2020 година. Реализирани се и бројни помали проекти со кои се подобруваат условите за живот во нашата општина. Традиционално, на денот на општината им се доделуваат пофалници на ученици кои се истакнале по својот успех и ученици кои го промовирале училиштето и општината во воннаставните активности. За оваа година тоа се учениците Дарија Делова, Рената Јанева, Емилија Костовска, како и Бранкица Несторовска, која во категорија правен техничар освои прво место на државен надпревар и стана лидер на струка. Ги покануваме на сцената. Пофалниците ќе ги додели советникот Ристо Јошев, председател на Комисијата за образование, спорт и култура, кој воедно ќе додели пофалници за достигнување во спортот за Саше Дуков и Слободан Дуков, кои како членови на ФК Росоман имаа исклучително успешна година. Ја повикувам Бранкица Несторовска, која е тука да дојде. Пошто не е тука Бранкица, ќе доделиме пофалниците на нејзината мајка. Дарија Делова е една од подобрите ученички во општина Росома. Повикуваме Емилија Костовска. И на крај, секогаш се од најдобрите има и подобри,
Повикуваме Рената Јанева да дојде на сцената. А секогаш во спортот има и добри, и подобри, и најдобри. Оваа година ја прогласен за најдобар играч Саше Дуков. Го повикувам заедно со неговиот брат Боби Дуков да дојдат на сцената. Им честитаме на наградените со пофалници. Културно-уметничкиот дел од програмата ќе продолжи со изразно рецитирање на песната Тешкото, а потоа следува кратка драматизација, извадок од драмата Бегалка, во изведба на членовите на драмската секција при нашето училиште. Тешкото. О, тешкото. Зурли штом диво ќе писнат, штом тапан ќе грмне со подземен екот. Во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто ми навира река, и зошто ми иде да плачам ко дете, да превијам раце, да прекријам лик, та гризам јас усни, стегам срце клето, да не пушти вик. О, тешкото, старци излегуваат еве, на чело им мисла, во очи им влага, и првиот чекор по меката трева е мирен и бавен со здржана тага. Но разнува тапан и писок се крева, и молња светнува во секој глед, и напред се спушта, се стрелка, се слева стегнатиот ред. До старците скоком се фаќа еве, не ижда за срце сив сокол во клетка, не издржа пламен жив потулен во око, не издржа младо што сака да летне, се залоро, се заврте земја и чиниш, се корне стреснатиот век. И околу трпна тридишта темни и враќаа тек. И Божем се врасо кипнатото оро, со исконска сила на земјава наша, и во него шуми на реките зборот, и во него рика див ветер и страшен, и во него шепнат узреани житја, и вечерен мирис се разлева тих. И земјата дише во пролетна ситос со запален здив. И душата чиниш народот мој мачен, во тешково оро се уткала сета, век по век трупал се попусти мрачен, од крвава болка, од робија клета. Век по век што нижел од корава мисла, за радост на челат, за слободен свет, од песна за љубов што гине со писок, кожера во лед. О, тешкото, кога во молк да те гледам, на очиве магла ми напаѓа сура, и одеднаш бескрај се растега редот, и ридја се губат, в постелија штура. И еве кајде од маглата матна, се сенка до сенка, се еден до друг, во бескрајно оро, син оди по татка, по деда си внук. О, тешкото, синџир ти беше на робја, дур не стана народ, од листена гора, се дури со јадот, од векови собран, не понесе бујно, бунтовничко оро, се залула танец, низ крвје и оган, и повик се зачу, и грмеж во чат, те разнесе сегде бунтовната нога по родниот кат. О, тешкото, сега по нашите села, во слобода прв пат штом ке оро сретнам, зар чудно е солза да потече врела, зар чудно е жалба јас в срце да сетам. Од вековно робство, мој народе, идеш, носиш ти в срце дар златен и бој, пченицата твоја триш плодна ке биде и животот твој.
Пази Бог, Аджија. Што бараш ти овде? Јас дојдов да те молам да се простиме. Немам со кого да се проштевам. Имаш, Аджија, имаш. Со ќерка ти, од жал за неа дојдов. Плаче милата за мајка ѝ. Аджија, имај милост. Реков и пак ке речам. Од кога побегна Ленче за син ти, јас немам ќерка. Аджија, крвта вода не бидува? Ајде, мори, ти ли мене ке ме учиш? Не, Аджија, ти си паметен човек, на Божи гроб си се поклонил, на Бога си се приближил, да се простиме, на душмани кев да расипеме, уста да им затвориме, што ти не измислуваат. Колку пати ми рекле, Аджијата ти е најголем душман, тој ќе ти го испрати син ти в затвор. Зар би го сторил ти тоа? Не, Аджија, ти немаш такво срце, зар на својата ќерка? Реков, јас немам ќерка. Добар ден, брате. Што бара ова монстра овде? Зар се уште има образ да стапи во оваа куќа? Јас сум дошла за Арно, Мирсо. Не сме брале заедно Афион. Та на име да ме викаш Афионарке ни една. Колку си дошла за Арно, толку Арно да видиш. Ако? Ако? За вас ако е Арно, за нас не е. За вас е Арно да се родите со ваква богата фамилија, а за нас тоа е најголема срамота. Така. А зошто да е срамота? Зошто да ти пукнат и да ти треснат. Немој така да. Како немој, не ли ја гледаш стара лисица? Се преправа, Божем не знае ништо. А јас неизе добро ја познавам, вештица, таа магиопсница, на Ленче и направи магии. Леле, што зборува? Знам ја што зборувам. Зар би дошла таа при ваква куќе како Сарај, во вашата плевна? Зар при толку чорбаџиски синови би дошла за таков сиромав? Ама ете, и ги заслепе очите, и го заврте умот со своите магии. Магии? Јас да правам магии? Тоа да ми се рече. Туку ако, велиш магии, ако ми го магиоса мене детето да се заљуби во неа, меракот. Меракот ги омагиоса и него и неа. Поголеми и потешки магии од тоа нема. Видиш потош потосана, види како мудрува стара лисица. Ја слушаш ли? Доста, не ке веќе да слушам. Доста се каравте, не сте, да речем, на фурна или на чешма, или во Амам, туку ваѓиска куќа. Јас не се карам, Аджија. А јас од 20 држам да не се степам. Ми се иде да ја фатам за коси, да ја тргам, па се до влакно да ја искубам. Леле, до толку ли? Што сум ти сторила? Уште и прашуваш? Ајде те молам, фати джене Маргат ке ни една. Ако, се ќе го однам. Ајде, седете со здрави. Сирото Ленче, што ќе му кажам? Бре, јас се назборував, ама твоето викање, да речем, ја дотолчи. Море, не сакав пред тебе, та убаво ќе ја подберев. Туку ајде, морам да одам. Чекај, вората стои, ти не стоиш, ќе излеземе заедно. Културно-уметничкиот дел од програмата ќе го продолжиме со музика. Следува музичка точка во изведба на Алекс, волонтер од Мировен корпус, а потоа ќе уживаме во звуците на Декапо бенд. Јас сум волонтер на Мировен корпус и јас сум многу возбуден да свирам гитара тука во Росомен. Јас сакам Росомен и да. Јас ќе свирам две песни. Едно од Македонија и едно од Америка. Да. Ова е Чукни во древо.
noki ne spani, solzi soleni, soljen nadeš, zatroškan ljubav, za malku sreća žive me. Čuknivo drevo, istina je, nabore prolet živi smej. Čuknivo drevo, čukni tripati, zajedno da smeja si ti. Kako desenja v kreliku stani, ne stanuva me veke pladne. Toa je ova je toa, toa je toa, toa je sej. Čuknivo drevo, istina je, nabore prolet živi smej. Čuknivo drevo, čukni tripati, zajedno da smeja si ti. Jaz ima učite? Една учите? Не знам да спорим. Окей. And dobro. Okay, over A, Free Falling by Tom Petty. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus, and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses, and a boyfriend too. It's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Now I'm free, I'm free. Yeah, I'm free. I'm free falling. And all the vampires walking through the valley move west down
Hvala mu mnogo. Ćao. Ženski solzi nebo gledano ke zapiše, samo koga maške zaplače. Kamo strek
Во продолжение следува настапот на најголемите амбасадори на нашата општина, Културно-уметничкото друштво Росоман од Росоман. Тие ќе ни се представат со 4 ора. Со нивниот настап ќе завршиме пригодната програма по повод денот на општината во нашето училиште. Прославата понатаму ќе продолжи во просториите на ресторан Кажика, Росоман, поканети се сите присутни. Почитувани, пред да ги проследиме овие последни настапи, би сакала да ви се заблагодарам за присуството и до сите граѓани на општина Росоман, нека ни е честит денот на општината. Ha ha ha.